На работниците во текстилната и кожарската индустрија им требаат долгорочни и стабилни решенија, а не празна поддршка, порачаа денес од Синдикатот за текстилство, кожарство и чевларство. Кога зборуваме за кршење на работничките права од работен однос во текстилната индустрија, на сите ни се познати. Секојдневно имаме изјави каде, на кого и во која фирма се кршат правата од работен однос и сите им даваат целосна поддршка на работниците. Но не е доволна само поддршка, туку треба системски решенија на долгорочен рок, со кои решенија ќе ги спречиме сите прекршувања на правата од работен однос, бидејќи после е касно да се исправаат. До поголеми права може да се дојде само сплотено и заеднички, а најдобрите решенија досега се постигнале преку синдикалната форма на организирање, смета Радовски. Ние како синдикат на текстил ги охрабруваме да се зачленат во синдикатот на текстил, кожа и чевли при ССМ, бидејќи со тоа ќе имаме целосна контрола во почитување на правата на работниците, по Законот за работни односи, Општиот колективен договор и други видови на колективно договарање. Во текстилната и кожарската индустрија работат околу 50.000 работници. Првите колективни договори помеѓу Синдикатот на текстилна, кожарска и чевларска индустрија и Организацијата на работодавачи се потпишани во 2007 и 2008 година. Од тогаш до сега формирани се синдикални организации во повеќе компании кои се занимаваат со текстил, кожа и производство на чевли.